За да им се додворат на гласачите, политичарите умешно користат допадлива реторика со која сакаат да ја покажат ем духовитоста, ем остроумноста, па и да си се пофалат со некои своји лични специфики и карактеристики. Ме наврати ова на еден мој Facebook статус, мислам 2017 година, во една тешка политичка ситуација, јас напишав статус. Значи, само да се подсетам. Ако некогаш решам да бидам донатор на органи, моите тестиси ќе ги донирам на одредени мои колеги. Не може да се прогнозира кој се фатил за оваа јадица, но од денешна дистанца, впечаток, барем по лично признание на авторот на статусот, е дека постои некој кој не само што ја прифатил, туку со тоа и голем мерак му направил. Имаме историска шанса, но и историска одговорност. И ја превземавме на себе. Еден тука вечерва меѓу нас, овој нашиот другар, сега премиер, Зоран Заев, го превзема мечот и го пресеше Гордиевиот јазо. Но промена на мислењето и на ставовите е можна, многу често и редовна појава. Се зависи од ситуацијата и од околностите. Како на пример за Чебрен и Галишта, за чија изградба или не, изгледа дека е важна улогата. И сега видите, додека сум на функција во државна компанија и директор на МЕПСО и член на регулаторна, тогаш ми е убаво, земам голема државна плата, имам функција, тогаш Чебрен кој сака нека го гради. Тикваш кога сака ќе го даме. Меѓутоа кога не сум директор, тогаш ќе критикуваме. Добро. Ова е факт. Ова е факт. Нема проблем. Не може да нема проблем, ама гениални се оправдувањата. Тоа што нема книги е проблем на печатарите, а која ги има, виновни се авторите. Оти никој не е безгрешен, освен министерот. Знаете дека учебниците, јас како ученик и вие, во сите учебници во математика имало и претходно и најдобриот, имат и една изрека, најдобар математициен, студентот му има најдена грешка во учебникот за математика. А тоа навистина е и логично, бидејќи кадровската структура во образованието се гради на исклучително специфичен систем кој продуцира толку многу дипломи, што некој навистина и треба да се помачи за да стаса до престижната професорска титула. Една звањето доцент во нашата држава чини околу 3.000 евра и за тоа не треба да се чудиме за квалитетот во образованието во нашата држава. Ама ни едно знаење не бива без вбризгување нова доза ефтин патриотизам, која ќе придонесе за зголемување на љубовта кон татковината. Согласно волјата на мнозинството на Советот, предлогот на градоначалникот, химната на Република Македонија. И на крајот, среќа што химните не се символ на идентитетот, туку само родолюбиви песни со кои се искажува лојалноста кон државата. Препорака до оние кои се заплиснати од македонштина. Не станувате простум, се додека не го исклучите рингтонот од мобилниот телефон.